Потпишан договорот за изградбата на домот за стари лица во Кочани, кој се очекува да биде завршен за 2,5 години. Во наредниот период се очекува да се комплетира техничката документација и да се надминат преостанатите процедури. Камен темелникот треба да биде поставен во следните неколку седмици, пошто ќе започнат градежните активности. Предвидено е објектот да има капацитет за околу 150 корисници, а до крајот на годинава да биде завршена карабината. Договорот е веќе потпишан. Очекуваме комплетирање уште малку на техничката документација и решавање на определени прашања поврзани со проектот и се надевам од прилика за 3 до 4 недели да удариме камен темелник на старечкиот дом во Кочани. Стари лица, би изгрижувало околу 150 стари лица. Очекуваме до крајот на годината, бидејќи во разговор со изведувачите потенцирав дека ни е многу приоритетен и дека сакаме кога ќе се зафатиме за работата сериозно да работиме без остапки и паузи и се надеваме со карабина да завршиме до крајот на годината. До година се надевам да го комплетираме и во предвидениот рок од 2,5 години да го пуштиме старечкиот дом веќе во функција. Градоначалникот Грозданов вели дека повеќе од потребен е овој дом за стари лица, особено за лицата од Кочани. Вели овде не станува збор за средства, туку за сите стари лица бидат згрижени што побаргу, бидејќи младите се надвор од државата. Само во Берово во моментот чекат над 200 лица кои чекат згрижување во старечките домови. Да не зборувам за Источна Македонија, а пак да не зборувам и за Скопје и за другите делови од Македонија. Од исклучителна важност е за Кочани, точно дека се многу лица иселени, но тие лица што се иселени се млади. И сега младите кои се во странство за своите родители немат каде да ги згрижат. Овде не станува веќе проблем ниту за средства со кои сака да ги згрижат своите родители, ниту за било што, а на сето одозгоре овој старечки дом ќе е во државна сопственост. Како што дополнително посочи Грозданов, предвидено е домот за стари лица да биде по сите европски стандарди, да има тим лекари, лица кои што ќе се грижат за оваа категорија граѓани со цел квалитетно ниво на згрижување на старите лица.